Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Традиционалната априлијада по повод Денот на шегата организирана и во Кочани. Различни маски и насмејани лица го преплавија градскиот парк. Креативни маски, игри, смеа, насмевки, песни и многу шеги можеа да се забележат во градскиот парк во Кочани по повод одбележување на највеселиот ден во годината 1 април. Пирати, кловнови, пеперутки, принцези, морнари и главни ликови од цртаните филмови продефилираа низ кочанските улици. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли настапија децата од големите групи од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Одиграа по неколку точки и целата манифестација за нив представуваше вистинско доживување, оти беа скриени под несекојдневните маски. На сцената ги поздрави градоначалникот Димитровски. Мене ми е задоволство што и општина Кочани веќе традиционално се вклучува во овој тренд кој што го имаме секаде во државата, кој што ги имаме и во пошироките соседни држави, буквално во целиот свет, бидејќи тоа е денот на шегата, денот на веселбата, денот на маските на нашите најмлади. И ова задоволство го поделуваме сите, и ние повозрастните, и оние најмалите. Забележуваме дека имаме една весела дружба, едно весело дружење од оние наши најмлади сограѓани и ние сме едноставно сите расположени за такви шеги денес. Учениците пак од 1 до 5 одделение од кочанските основни училишта своите маски ги представија преку дефиле. Прошетаа низ улиците и се фотографираа за спомен. Јас се викам Анастасија. Учам во основното училиште Раде Кратовче и денес сум преправена во Добрата вила. Исполнувам желби. Јас се викам Лара. Учам во основното училиште Раде Кратовче и сум преправена во Дама. Јас се викам Филип Ангелов и учам во основното училиште Раде Кратовче. Јас сум денес преправен во Принц. Добро, кажи ми дали денеска излажа некого ти? Мајка ми ќе изложам, ќе кажам, ти си искашкана и ќе кажам априлили. Јас се викам Жаклина, учам во Раде Кратовче. Добро. Во што си преправена денеска? Во Принцеза. Традиционалната априлијада општината ја организира секоја година, која станува се помасовна и интересна за новите деца кои учествуваат во неа. Манифестацијата сама по себе прераснува во настан што на денот на шегата ги собира граѓаните на едно место и ги развеселува заборавајќи на секојдневните проблеми. Весело и разиграно беше и во Виница. Централниот настан се одвиваше на градскиот плоштад. Детски джагор, насмејани лица и чиста позитивна енергија на градскиот плоштад Ангел Винички во Виница. Најмладите преправени во оригинални маски и костими дефилираа низ градските улици со своите воспитувачи, наставнички и родители, пошто се преселија на централната сцена на Ангел Винички. Од јаната општинска установа, детската градинка Гоце Делчев, овој ден имаа подготвено настап на дечињата, кои се забавуваа на детските песнички. Децата од јавната детска установа Гоце Делчев од Виница се сами од дома маскираа по свој избор со своите родители и ние подготвивме неколку стихотворбички кои во нашата детска градинка одржавме мини приредба и таму ги рецитиравме. Додека овде имаме слободни игри и представување на своите маскоти. Некој по-детален настан или некој песничка или такво не сме спремале, бидејќи ни рекоа дека само со слободни игри. Па оваа година повеќето маски беа готови, мислам купени од родителите, многу ретко имаше некој креативна или сама изработена маска. Принцези, спајдермени, сонциња, пеперутки, бубамари и уште многу други маски го исполнија градскиот плоштад. Најмладите ги облекоа оделата на своите јунаци. По повод светскиот ден на смејата и шегата, 1 април дечињата пресрекни за момент беа претворени во нивните омилени ликови. Со тоа Виница се приклучи кон градовите низ светот кои го слават денот на шегата. Традицијата на празнување на 1 април во оваа општина слично како и Кочани е постара и се организира на обострано задоволство на најмладите и другите возрастни категории граѓани.
3 лица биле повредени, од кои едното потешко, додека работеле на рушење куќа во Зрновци. Поради сериозноста на повредите, тешко повредениот е пренесен во Кочанската болница, а оттаму на клиниката во Скопје. Со тешки повреди по главата и телото се здобил 39-годишниот МД од Видовиште, додека со своји колеги работел на реновирање на куќа. Настанот се случил во вторникот околу 11 часот на објект во Зрновци. Повредениот заедно со уште неколку други работници бил ангажиран околу рушење на куќата, при што во еден момент дошло до неконтролирано паѓање на една попречна носечка бетонска греда. При падот на гредата, МД најпрво добил удар по главата, а потоа и на другите делови од телото. Во негова непосредна близина се наоѓале уште двајца работници, но тие поминале со полесни повреди. Поради сериозноста на повредите кај 39-годишниот работник, неговите колеги веднаш повикале возило на итна медицинска помош. По правичното констатирање на повредите, тој брзо бил префрлен на хируршкото одделение во Кочанската општа болница. При преглед од хирург и анестезиолог и од направеното рентгенско снимање е констатирано дека работникот се здобил со политравматски повреди по главата и телото. Поради влошената здравствена состојба, бил препратен на лекување на клиниката за травматологија во Скопје. И покрај хорор сликата, надлежните и натаму не преземаат мерки за расчистување на околината на хотелот Центар. Тие ги повторија старите заложби, додека локацијата се повеќе се претвора во зона на ширење зарази, иако се работи за централното градско подрачје. Како ботаничка градина изгледа дворот на поранешниот хотел Центар. Големи стебла, грмушки, високо обрасната трева. Таква е сликата и во рана пролет и покрај тоа што растителниот свет што буи на плочникот доправа ќе влезе во фаза на вегетација. Кога ќе се премине оградата, реа од измети и урина, расфрлани шприцови, кондоми, ѓубре. Околу целиот комплекс не постои ниту една корпа за отпадоци. Чаршијата коментираше дека овде ќе се гради студентски дом или дека ќе се направат обиди објектот да ја врати функцијата на хотел. Со години нерешениот проблем со запустувањето на некогаш престижната локација, локалните власти го препишуваат на се уште нерешените имотно-правни односи. Просторот пред турист се води судски спор, така да додека не се расчисти судскиот спор, не може ништо да се зборува. За тој период, општината ветува дека ќе преземе мерки преку водовод. На советничко прашање минатата година, градоначалникот Димитровски одговори дека со оглед на тоа што хотелот е во приватна сопственост, општината единствено може да влијае околу тоа да го присили сопственикот да се одржува хигиената околу него. Надлежност е да водиме грижа за уредувањето околу објектот, дали ќе се фрла шут, трева и друго, одговори тогаш Димитровски од советничката говорница, а таквата заложба ја повтори овој пат. Ние како општина ќе преземеме мерки, сега имаме активности за јавни работи, преку тие работници, преку комуналното претпријатие Водовод, ќе настојуваме да го средиме. Меѓутоа, комплетното решавање ќе биде дури после решавањето на судскиот спор. Дворот на хотелот во пазарниот четврток најмногу служи како јавен тоалет. Иста намена имаат и некогашната летна тераса и приземјето, со таа разлика што истовремено е за солниште на бездомници, наркомани и кучиња. Канал 8 во последните години повеќе пати го афирмираше овој проблем, кој дополнително придонесува во бришењето на епитетот на Кочани како најчист град, повикувајќи ги надлежните на негово решавање. Доколку и во следниот период изостане реакција од повиканите, Канал 8 како општествено одговорен медиум планира да биде иницијатор и носител на сеопфатна акција за расчистување и ревитализирање на овој простор. Започна санирањето на ископаниот асфалт на улиците на кои се поставуваше атмосферската канализација. Од општина Кучани најавуваат дека ќе има поправка и на коловозот, што претходно беше асфалтиран, а на кој во меѓувреме се појавија дупки и нерамнини. Се санираат дупките на улиците во централното подрачје на Кочани, што неколку месеци им создаваа проблеми и нервози на возачите. Работниците на струмичката фирма Жикол со поправките започнаа на улиците Димитар Влахов, 4-та македонска бригада и Страша Ербапче, на кои допред неколку дена се изведуваа градежни работи. По поставувањето на атмосферската канализација и пополнувањето на отворите со земја и камен тампон, одвивањето на сообраќајот беше оттежнато. Возилата беа принудени да ги заобиколуваат дупките или да возат по спротивната лента од коловозот, за да избегнат оштетување на гумите и другите делови.
Според градоначалникот Димитровски, санирањето на ископаниот асфалт треба да заврши во максимално краток период, а тоа што почетокот на работите се совпаднал со денот на шегата била чиста случајност. Не е првоаприлска шега, туку е вистина. Изведувачот Жикол отпочна со финиширањето на еден дел. Очекуваме дека временските услови ќе продолжат да бидат такви добри и очекуваме за една недела да се комплетно реши, за една седмица да се комплетно реши целата инфраструктура, вклучувајќи ги и оние на Тодосија Паунов и на Страшо Бабче, кои што попушти, односно кои што се покажа како неквалитетно завршени работи. Ветувањето од општината беа дека веднаш по новогодишните празници механизацијата ќе излезе на терен за да го поправи асфалтниот слој каде се поставуваше атмосферската канализација, иако можеше да се предпостави дека работите ќе се пролонгираат поради неповолните временски услови. Возачите повеќе пати реагираа дека поради дупките и несоодветната поправка на раскопаниот асфалт на улицата Тодосија Паунов ги оштетуваат гумите и системите за управување на возилата. Незадоволни беа и пешаците поради облаците од прашина или поради полнењето на дупките со вода, па или не можеа да поминат на другата страна од улицата или возилата им ја прскаа и валкаа облеката. Една година по почетокот на градбата се уште не е завршено спортското игралиште во Облешево. По поставувањето на темелите и бетонската основа, местото е напуштено и припълно со вода. Во голем базен е претворен просторот каде лани во март започна да се гради новото спортско игралиште во Облешево. Не се исполнија најавите на инвеститорот, Агенцијата за млади и спорт, дека објектот ќе биде завршен во максимално краток рок и ќе биде предаден на користење уште минатото лето. Работниците и механизацијата кои беа ангажирани на изградбата одамна се повлечени, а од над земјата дзирка само бетонската основа, што ги означува контурите на теренот. Новиот спортски објект во Облешево се најавуваше како дел од проектот 100 повеќе наменски спортски игралишта во Македонија. Заедно со придружната инфраструктура беше планирано да се простира на површина од околу 2000 метри квадратни, при што теренот требаше да биде со димензии 42 на 25 метри. Според стандардизираниот проект, игралиштето треба да обезбеди услови за мал фудбал, ракомет и кошарка, за што по завршувањето на градежните работи требаше да бидат инсталирани и потребните реквизити. Дополнително се планираше теренот да биде осветлен, со можност за рекреирање во вечерните часови, како и да се постават клупи и друга придружна комунална опрема. Свој придонес во изградбата на теренот даде локалната самоуправа на Чешиново Облешево, која ја заврши постапката околу документацијата за земјиштето, а финансиската конструкција за изградбата ја обезбеди Агенцијата за млади и спорт. Слична судбина како игралиштето во Облешево доживува исто таков објект и во Чешиново, чиј инвеститор е споменатата агенција. И таму изградбата е запрена и засега нема информации дали и кога ќе продолжи. Вакви спортски игралишта веќе добија повеќе населени места во источниот регион, меѓу кои Зрновци, Виница и Кочани. Музичка вечер организираа музичарите од Истокот. Заедничкото дружење, кое е главна цел на вечерта, прераснува во традиција. Годинава се одржа во Виница. Музичка вечер организираа музичарите од Истокот. Пчеларите, пензионерите и други групи на луѓе си организираат заеднички дружења и веселби. Пред 4 години заедничките собири прераснаа во традиција и кај музичарите и групите од градовите од Источна Македонија. Ланската година во Македонска Каменица, годинава заедничко дружење организираа во хотелот Центро Бизнис во Виница. Организатори беа членовите на Унико Бенд. Значи може да кажам 99% од бендовите, групите што ги поканивме дојдоа. Значи ни направија чест со тоа и благодарам. Значи исто така ресторанот задоволен сум од организацијата, од нивната услуга. Супер се забавуваме, ала ланската година бевме како организатори, како организатори беше добро, а сега како гости уште подобро. Значи имаме простор за да се опуштиме со колегите, да правиме мобет, да се веселиме, да тече програмата секако што треба. Меѓу музичарите имаше познати групи од Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица и Штип. Чест со своето присуство им приреди и кралот на ромската музика Фирус Мустафов, кој во интервју за Канал 8 призна дека жените и музиката го одржуваат во живот. Еве ја моментално сега
правам пак некој ора мој, кој работам за продукција Сезам. За нив работам, ја за Македонија, јас сум како продуцент за нив, али работам сега ја мојот проект, нов, од еден проект издадов од тамо, пред 2 години да речам, и сега работам на друг проект, кој треба да го спрема, али не можам толку скоро. Валда пак е од едно 2-3 месеца сигурно. Иначе имам, еве се спремам и за Словенија имам. Како се снајдеш со жените? Како? Па мора да се снајдеш некако. Приватниот живот како е љубовта, имаш време за приватен живот? Имам време и за тоа, имам сега малку изостанав назад затоа што керкичката веќе еве 2,5 години е и малку тешко да бегам од неа. Членовите на групите на музичката вечер го одбра организаторот за следната година. Среќата се падна на групата Фантастико бенд од Штип. Заедничкото дружење траеше до доцните часови. И за крај од вестите спортската информација. На фудбалот во Кучани не му цветаат рози. Таквата констатација не се однесува само на резултатите, туку на можностите и перспективите. Спортската редакција во вестите се осврнува кусо на оваа тема. Основна инфраструктура, конфузна стратегија, ниска стручност. Од вравот кон пониските подрачја, од подеми до падови, од гордост преку почит до срам и резил. Во овие интервали варираат кочанските фудбалски екипи во последните години, секоја индивидуално. Што се однесува до фудбалот, на општина Кочани единствено признание може да му се оддаде за обидите да го промовира женскиот фудбал на голема врата. Оваа заслуга ја делат и ЖФК Кочани и младосиднина Саоризари. Какви се условите за професионален фудбал, спортската јавност најдобро можеше да се увери минатиот викенд кога Кочани ја загуби титулата на Никола Мантов од Драгон 2014. Девојките повеќе се препелтаа во калта отколку што играа фудбал. Теренот нема дренажа и не поседува високо ниво на квалитет. Иако стадионот требаше да се реновира за да ги исполни строгите стандарди за одржување важни меѓународни надпревари, амбициозните планови завршија само со овозможување елементарни пристојни услови за екипите, за какви во нормални услови не треба да стане збор, а камоли такво нешто да се планира во рамки на извикан проект. Доколку се земе предвид периодот од изградбата на трибината и надпреварите на младинската машка фудбалска репрезентација, од тогаш Никола Мантов и не доживел позначена реконструкција. Напредок бележи стадионот во Оризари. Имајќи предвид дека сепак се работи за приградска населба, теренот е коректен, а се изгради и нова трибина. Заокружена е една целина на комплексот. Ова е единственото фудбалско игралиште во општина Кочани покрај Никола Мантов, кое има пропорции да стане стадион, но сето тоа ќе зависи од финансиската и друга оправданост. Фудбалска публика има и во Кочани и во Оризари. Потребни се само добри надпревари, малку адреналин и таа веднаш се враќа на трибините да и даде подршка на своите екипи. Има ли надеж за подобра локална иднина на најпопуларниот спорт? На тоа прашање во моментов веројатно никој го нема одговорот.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.